не се 7, 6 амандмани сте, кои што си ги поднеле вие. Но добро, ајде, тоа е да речеме техникалија. Ке почнам како што завршувавте, за да биде актуелна темата, нели, затоа што граѓаните следат. За Ванчо Питошевски, угостителското училиште, ќе си прашате во МОН и ќе отидете повторно вие, овој пат пак се надевам со шлем и со ташна, како што отидовте претходниот пат, и да им кажете на граѓаните на Охрид докаде е реконструкцијата на училиштето. За Охрид дека има одличен градоначалник, впрочем знаеме, тоа го видовме и по успешното менаџирање на туристичката сезона и на сите оние случувања кои што се таму, како и на огромната поддршка која што граѓаните ја имаат, прво од граѓаните, а второ и од вашата советничка група. Затоа што токму вашата советничка група во Охрид му дава многу сериозна поддршка на градоначалникот Пецаков и тоа е доказ дека политиките кои што ги води локалната власт, особено по задоволството на граѓаните кои што не сме од Охрид, кои што летниот одмор го поминавме таму, чистината на градот, организацијата на сообраќајот и покрај тоа што министерот Бочварски, вашата влада одлучи во очи на туристичка сезона тука да направи едно забранување на коридорот до пристап Охрид, тоа е доказ дека организацијата на Охридскиот маратон тогаш кога Пендаровски Стево одби да го поддржи, така да сметам дека на Пецаков Кирил, на мнозинството во Советот, особено подпомогнато од вашите советници, кои што повторно ќе кажам, ујето ги поддржуваат одлуките кои што ги предлага Пецаков Кирил, може да се надеваме дека Охрид под толку години сепак ќе биде едно нормално место за живење. Од аспект на тоа дека градоначалниците на ВМРО ДПМН ја кревали инфлацијата, ќе ви кажам држете се до она кое што сте стручна, а тоа е образованието и информатиката, затоа што економијата е сепак тема каде што без разлика колку имате искуство како советник или пратеник, сепак не до крај ги познавате деталите и требало да ве информираат, бидејќи во АТКОМ, тоа е едно здружение на јавни претпријатија, членуваат и јавните претпријатија на општина Струмица и прашајте го слободно градоначалникот на Валандов или на Струмица каков е притисокот во општините за покачување на услугите од комуналните претпријатија само заради една единствена точка, а тоа е ради покачувањето на цената на електричната енергија. За волја на вистината, еве ќе ви кажам еден дополнителен податок, заедно со министерот за финансии, ние како пратеничка група се обидувавме да најдеме решение за да им помогнеме на општините и тука не ги двоевме дали ги управува ВМРО ДПМН или СДСМ, тука е човекот може слободно да каже, каде што сакавме законски да интервенираме во комуналната такса која што општините ја плаќаат за осветлување, бидејќи едноставно со качување на цената на струјата таа беше неиздржлива и токму ради тоа граѓаните мора, односно општините мора да пристапат кон таков непопуларен чекор, бидејќи едноставно владата одби да им помогне. Ние можеме да видиме преку блок дотациите, тоа се средства, тоа се има начини како тоа да го преверите преку трансферите. Едноставно онаму каде што СДСМ и ДУИ имаат градоначалници, блок дотациите беа повисоки, имаа повеќе поддршка од владата преку реализација на одредени проекти и слободната маса на пари која што општините ја има, можеа да ја издржат за да не ги покачат одредени комунални услуги, но имаме и такви примери каде што комуналните услуги беа поскапени, а ги управуваат градоначалници на СДСМ. Еве да не споменувам, ама можеме и тука да ги кажам. Значи не е тоа исклучок, тоа можете да си го прашате и таму и тие ќе ви го кажат. Од аспект на тоа какви проекти биле направени, не можете да правите споредба помеѓу минатото владење на ВМРО ДПМН и на СДСМ сегашното, затоа што секој ваш аргумент едноставно доживува фијаско при првото гледање само со голо око. Што е направено тогаш, што е направено сега. Ова е мое мнение, затоа што јас припаѓам на политичка опција која што не е блиска до вашата, односно е тотално различна, но тоа е заклучокот на мнозинството на граѓани и тоа можевте да го видите и преку конкретното изразување на волјата на последните локални избори. И ајде да речеме дека има 2 години поминати од тогаш, токму ради квалитетното работење на градоначалниците, ние сме охрабрени и ве предизвикуваме секој момент, дали било на дебата во собрание, дали било на телевизиско гостување или на било кое соочување со вас, дека треба да излеземе на предвремени избори и да видиме едноставно граѓаните што мислат за тоа како вие сте ги управувале институциите. Не може да обвинувате суди и обвинители едно друго трето за незавршени згради, затоа што не се само зградите на Финки и на ФФК. Зошто не се заврши автопатот Кичево Охрид? И тука ќе слушаме многу аргументи. Крива била трасата, немало клучки, добро еве да речеме дека го прифаќам тоа ваше објаснување и покрај тоа што двајцата знаеме дека не е точно. Зошто не се реализираа студентските градови кои што беа ветени од Богоев Стефан? Имате чиста локација, локацијата е избрана, проектот е готов. Зошто не се реализираше
Таму студентскиот град. Како можете да кажувате дека не се градело тогаш кога е евидентно се што се изгради од аспект на здравството е изградено во тоа време на ВМРО ДПМН. Имавте готов проект за клинички центар, одлучивте дека сакате да градите на друга локација, сосема легитимно, вие ги управувате институциите, 6 години подоцна каде сме? На локацијата во Ѓорче Петров има само една ледина, а сега треба да платиме пенали заради тоа што сме го раскинале договорот од чистинат со италијанскиот инвеститор. Болницата во Кичево, вие таму поменувате кога идете на кај дома, отидете да видите каква е во каква состојба е. Еве ќе ви цитирам изјава на Меджити Фатмир, господинот е министер за здравство, доктор, проминентен во својата струка. Господинот вели, јас никогаш не би се лечел таму. И сега од таа изјава до она што го имаме пред нас како одлука, евидентно е кратење. Господио Лазаревска, јас сум заедно со вас пратеник 3 години. Ова е 6 или 7 документ за кој што јас и вие барем сме расправале, дали било буџет или ребаланс, секој буџет и ребаланс се кратат средствата. Господио Лазаревска, во претходниве 3 години, ние да не ги кратевме средствата до сега, ќе успеевме реконструкцијата да ја доведеме барем на 80%, односно да направиме комора систем на реконструкција со тоа што овој одел ќе го реконструираме, ќе го завршиме, ќе го оставиме нека работи, ќе преминеме на наредниот одел. Тука помеѓу нас има и доктори, можат и одблиску да ви објаснат како тоа би можело да функционира. Болницата во Штип, нов срам. Никаков објект од аспект на здравствената заштита за граѓаните не е завршен во претходните 6 години. Една болница нова, која што е комплетно нова изградена, нека ми ја каже некој од тука. Ние можеме со флоскули тука сега да се зборуваме меѓу нас, јас една позиција, вие друга позиција, но фактичката состојба е таа. Фактичката состојба е дека СДСМ нема почнато ниту 1 километар автопат. Фактичката состојба е дека СДСМ нема испроектирано, истендерирано, обезбедено финанси за ниту еден патен правец. Не постои тако во државата. Ете, јавете се и кај ЕЈУ Престеми, и кај Ацевски Костадин, нека ви кажат дали СДСМ има автохтон проект почнат во неговото владење. Не постои таков. Не постои таков. Еве да зборуваме и за Бехтел и Енка. Знаете што има само за Бехтел и Енка? 250 милиони евра префрлени средства. И само 3 табли каде што има ментална конструкција без да има табла на тоа. Не постои такво нешто. Имаше само едно експлодирање на некаков привиден динамит, кој што сите градежни инженери, оние кои што учествувале во такви проекти, знаат дека така не почнуваат градежни активности. Трет пат почнувате градежни активности на еден патен правец. И нема се уште ништо околу тоа. И тоа е фактот. Тие се фактите од кои што не можеме да избегаме. Зборуваме за образование. Господи Лазаревска, учебници немаме. Што повеќе од тоа? Вие сте образовен работник со големо искуство. Многу генерации вие сте образувале и така сте познати во градот од каде што доаѓате, во Охрид. Кога било случај во претходните 27-8 години на независност, кога што каснели учебниците на 1 септември? Никогаш. Никогаш не било таков случај. Апсолутно не е точно. Понатаму и тие што стигнуваат, кои што се задоцнати, доаѓаат грешни. И сега може министерот за образование да вели нема рецензенти, нема автори, ма тоа не е моја грижа, тоа не е грижа на родителите. Тука има менаџирање на институциите кои што гледаме дека има потфрвање. Навистина има потфрвање. Понатаму еве за друга работа ќе ве потсетам. Бевме тука на преговори, мислам дека бевте и вие присутна на 11 месец претходната година со студентскиве лидери, кога беше актуелно студентски оброк, имаше еден спорен закон кој што беше повлечен, ние баравме 160 денари, вие им понудивте 140 и тука дојдоа една група на луѓе кој што ги предводеше Темелковски Славчо, брат на овој поранешниот градоначалник од Кисела Вода, Филип Темелковски, и ние упаднавме на тој состанок затоа што не бевме поканети. Јас лично зборував, ми дадоа колегите можност и им кажав дека може да биде 160 денари, им кажав од кои средства може да се искористат. Но министерот за образование, вие тогаш го повикавте, прво сакавте да направите еден трик, ајде идеме во влада, мислејќи дека ние таму нема да дојдеме, па дојде Ковачевски Димитар, па имаше тука изјави како имаше и селфи во Собранискиот клуб, како е решен проблемот, надминат проблемот со студентите и се направи акционен план. Срам ми е да кажам дека, ете, 10 на 11 месеци подоцна, тој акционен план не е ништо реализиран. Срамота е. Зборувавме таму, имаше, дури јас не отидов лично на тоа, зашто не сакав да си го навредувам достоинството. Студиска посета, замислете, на студентски домови, за да ги гледаме тоалетите. Зар треба да видам нешто кое што знам и кое што сите ми кажуваат дека е во катастрофална состојба? Дали знаете од таа студиска средба до сега што е променето во студентските домови? Ништо.
Апсолутно ништо, една огромна нула. Каде е сега Темелковски Славчо да дојде тука да ни каже ние го надминавме, го решивме проблемот. Знаете, нема кај мене тоа чувство за омраза, има чувство на гадење од таквите постапки. Од таквите лажни пропагатори и ширење на лажна пропаганда, на одвратна лажна пропаганда, чие што семе е од шарената револуција, чие што нешто како само постоење треба да биде забележано во историјата, во учебниците по историја на овој народ како одредено движење на лицемери и хипокрити кои што го изважаа народов и му донесоа 7 годишен јат и чемер на луѓе да умираат по ходници за лекови, да им се дава физиолошки раствор, за луѓе да умираат пред владата додека протестираат за лек. И сега ние тука ќе зборуваме за некакво добро менаџирање на ситуациите. Не може да зборуваме за такво нешто. И знаете ли што, додека јас сум политички активен, таквите политички измамници ќе ги вадам секогаш на површина. Како Богоевски Павле, Васил Владко, Петрет Амон Ра, Сарачини и таквите слични таква категорија на луѓе кои што се блиски до вас. А знаете затоа што се блиски до вас? Затоа што мајндсетот е сличен тука, да се лаже, да се продава магла, да не се реализира, 7 години само да кажуваме дека ќе биде подобро, ќе биде подобро, ќе биде подобро, додека како чекајќи го чекаме утрото да дојде, а ноќта никогаш нема да заврши. И кога ќе видиме дека се едноставно почнува да се стишува, дека граѓаните веќе излегуваат од тој траурен секојдневен мелос кој што вие им го прередувате, ајде сега ќе носиме кривични законици за да се амнестираме себе си и другите. Ајде сега ќе вклучуваме и ќе правиме непринципиелни коалиции само за да се спасиме и ден повеќе на власт. Јас не можам со вас да се разберам за овие работи, затоа што јас имам собствен став, имам идеологија во која што верувам и нештото во кое што мислам дека треба да го направам тоа без разлика дали би добил или изгубил. И знаете која е клучната разлика? Јас никогаш во моето политичко живење и битисување не би направил коалиција со Зона Заев. Тоа за мене не постои. И со такви слични на него, додека во вашата партија сериозно се размислува на такви акти. И вие ќе бидете тие кои што утре би гласале за такви коалиции. Јас не би гласал за такви коалиции. Јас не можам да правам коалиции со политички измамници и за такви кои што ги носите тука во собранието да ги изважете оние децата кои што доаѓаат од семејства за кои што родители и тие 20 денари се многу. И замислете сега Велевски Виктор. Вие го познавате затоа што едно време имаше висока функција во вашата младина кога Богоев Стефан беше нели председател, еден од најголемите лажговци на политичката сцена и едно момче кое што е изгубено во играње со оние каде што основната идеологија на неговото политичко постоење е омраза кон ВМРО ДПМН. И јас не ја сакам многу вашата партија, особено после промената на името. Апсолутно по ништо не можам да ве фаворизирам, ниту па сметам дека нешто добро сте направиле за овој народ. Ама во моето политичко делување и во работењето на колегите од оваа страна нема омраза кон вас, има надпревар со идеи. Тој Велевски Виктор, знаете ли што направи? Вели вака: нема да има 3 оброци за студентите во студентските домови, ќе има 2 заради тоа што имаат студентски оброк. И после тоа можете да видите, извинете, ве молам, не седам таму за да реагирам за атмосферата, но соодветно можете да се јавите за процедурално. Самиот Велевски Виктор, како директор на студентските домови, даде изјава дека можеби одлуката била избрзана и дека ради тоа што има реакции ќе ја повлече таа одлука. Значи и тие 3 оброка кои што им ги дававте на луѓето, сакате да им ги земете. Колку е тоа недостоинствено, колку е тоа ниско, колку е тоа подло. Што е реконструирано од аспект на студентски домови, освен блоковите А и Б, што ги реконструираше ВМРО ДПМН? Ништо друго не е направено. Еве да речеме и дека со овој аргумент се согласувам. Голема грешка е што ВМРО ДПМН во 11 години не ги реконструираше студентските домови. Тоа е огромна грешка. Еве ви го признавам. Можевме да изградиме нов, се трудевме, нешто правевме, но 2 блока ги реконструиравме. 6 години се поминати од тогаш. Што направивте вие во тој однос? Апсолутно ништо. Апсолутно ништо. Дали е подобрен студентскиот стандард? Не е. И ете директно прашање кон вас, затоа што ностоп го потенцирате тоа дека сте образован работник. Како ќе гласате за ваква прераспределба на буџетски средства, кога гледате дека во таа одлука се кратат средствата за изградба и реконструкција на основни училишта, на спортски сали, на средни училишта? И тука ми недостига една колешка, која што, еве, ќе дадам еден минорен мој допринос во вашата политичка кариера и во кариерата на колешката од Кавадарци, нема да ја го споменам името затоа што не е присутна тука во просторијава.
ако нешто значи за раководството на вашата партија, вие две сте непоправливи оптимисти во верувањето дека СДСМ владее добро во државата, и тоа морам да ви го признам. Кога го носевме буџетот, исто разговаравме за исто прашање. И вие, како чина ми колешката доаѓаат од образованието, не убедувавте дека ќе се реализира од аспект на ребалансот на претходниот буџет, покачени се ставките. Ние и тогаш ви кажувавме дека не може едноставно, заради тоа што раководството на министерството е неспособно да го реализира тоа. Но еве ќе ви дадам друг предлог. Имаме можности за комисиско поднесување на амандмани. Ќе ве замолам да размислите. Овие средства кои што ги кратите од изградба, реконструкција на основни и средни училишта, со оглед дека и општините имаат одредена надлежност за тоа, ајде да ги реализираме на начин на кој што нема да ги скратиме, туку ќе ги префрлиме во друга ставка, каде што државата ќе ги префрли на општините и општините сами да си ги реализираат. Затоа што видовме дека во реализацијата на капиталните инвестиции општините се покажаа како многу поспособни од министерството. Еве ќе ви дадам два примера. Кога вие заминавте од власта пред 2 години на локалните избори, ни оставивте 2 основни училишта во Ѓорче Петров, кои што се финансирани од МОН и кои што беа отприлика 60-70% готови. Знаете кога тие училишта беа пуштени во употреба? Едното сега, по 2 години, со интервенција на општината, а едното се уште не е пуштено. Кој е виновен за тоа? Затоа ви велам, ајде тие средства наместо да ги кратиме, да ги префрлиме како дотации за општините и соодветно на тоа општините сами да се ги реализираат средствата. Ви благодарам.